Владата на ВМРО ДПМН е тајно преговара за прием на мигранти во Македонија по договорот со Велика Британија, но тоа нема да го дозволиме по ниту една цена, порача лидерот на СДСМ Венко Филипче и ги повика граѓаните да се спротивстават на, како што рече, тајниот план на власта Македонија да стане дестинација на мигранти, прашувајќи дали тоа е цената за кредитот од 6 милиарди евра од Велика Британија. Филипче најави онлайн петиција како прв чекор за да се спречи евентуален влез на мигранти, а доколку се покаже дека таа не е доволна, најави и други посилни чекори. Според него скандалозно е што граѓаните за ова дознавале од британските медиуми, а владата молчала. Од овие пишувања на британските медиуми дознаваме дека според разговорите што се воделе, мигрантите треба да бидат интегрирани, да бидат присутни на нашиот пазар на трудот, особено во градежништвото, и тука да има трајни живеалишта. Дури има и детални информации дека Велика Британија ќе исплаќа на Македонија 20.000 фунти по депортиран мигрант, согласно новиот договор за така наречени повратни центри. И се тоа, замислете, македонските граѓани го дознаваат од странски медиуми. Ова е апсолутно недозволиво. Ова е скандал од невидени размери. Дали може да очекуваме дека на мигрантите ќе им бидат дадени македонски пасоши и ќе бидат гласачка машинерија на ВМРО ДПМН? Лидерот на СДСМ предупреди на последиците од внесување на мигранти во земјава, особено што, како што вели, многу поразвиени земји во Европската Унија, како и самата Британија, мака мачат со насилното однесување на мигрантите. Не можеме да дозволиме и нема да дозволиме да се случи ова. Ке следи силна мобилизација, активност на секој ниво, у секој град, во секоја општина, во секое село. Нема да дозволиме да дојдат мигранти тука по ниедна цена. Ние сакаме да сме дел од Европска Унија. Не сакаме да сме мека на мигранти. Да дојдат луѓе кои што гледаме како се однесуваат во другите земји и какви проблеми ствараат. Насилства, протести, силувања, болести кои што се донесени, кои што се искоренети во многу земји. Од владата и ВМРО ДПМН пак досега негираат дека ќе има бегалски кампови во земјава и дека такво нешто е договорено со Велика Британија. Во септември на заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски по потпишување на договорот за стратешко партнерство, британскиот амбасадор Метју Лосон ги демантираше тогашните информации дека во Македонија ќе се градат кампови за мигранти. Кажа дека суштината на партнерството се инвестиции и раст на економијата и дека станува збор за полициска соработка и борба против криминалните мрежи, односно споделување на разузнавачки податоци.